Партиите уште ги анализираат резултатите од локалните избори. Почнаа дури да прават проекции како би изгледал парламентот ако се земат во обзир сегашните резултати. Од ВМРО-ДПМН пресметале дека со добиените 300.000 гласови би освоиле над 60 пратеници, а нивниот главен конкурент, нивните анализи покажале дека во некои изборни единици СДСМ би била дури трета партија по освоени мандати. На ова своја математика презентираше и опозицијскиот СДСМ. Тие пак пресметале дека во недела граѓаните им дале доволно гласови со кои би освоиле 21 пратеник, а за партијата на Мицковски велат дека би добила 52 мандати во парламентот, што е за 8 помалку од пресметката на ВМРО-ДПМН. Лидерите на поголемите партии во Македонија по локалните избори неколку пати излегува во јавноста, дава објаснување за резултатите и кажуваа најави за следниот период. Но и по 2 дена во јавноста го нема Али Ахмети, председателот на ДУИ. Зошто го нема лидерот од Мала Речица е често поставувано прашање во политичките кругови, но и во јавноста. Дали се уште ги сумира резултатите? Дали е зафатен со осмислување на кампањата за вториот изборен круг, особено откако се покаже дека неговата тактика од првиот круг да наметне етноцентрични теми наместо локални се покажа како недоволно привлечна за гласачите. Наскоро оваа дилема ќе биде разречена. Од друга страна, лидерот на ВМРО-ДПМН по првиот изборен круг изјави: темата ДУИ се затвори денеска и не треба да дозволуваме таа да биде присутна повеќе во јавноста. Темата за предвремени парламентарни избори веќе сум ја одговарал неколку пати. Кога ги одговарав тие прашања во минатото, знаев дека ќе се случи ова што се случи и знаев дека таквиот тип на политика од пред 4-5 децении од минатиот век дека ќе биде поразена на овие избори и бев во право. И затоа кажував дека ДУИ и Али Ахмети ќе бидат непријатно изненадени денеска и очигледно дека се непријатно изненадени, истакна Мицковски. За време на изборната кампања се изнаслушавме многу работи околу тоа што се ќе направеле идните градоначалници и на кој начин ќе го подобреле живеењето во урбаните средини. Но вредно е да се напомене дека за подобрена средина важно е каков придонес ќе дадат и самите жители. Например, треба да се намали бројот на вандалите и насилниците кои кршат, палат, уништуваат општествен градски имот. Каде и да погледнеш има некоја скршена клупа, откорнато младо дрвце или уништена детска лулашка, спортски реквизити и слично. И психијатрите тешко би објасниле зошто луѓето ѓубриња особено се оживуваат врз контејнерите и кантите за ѓубре кои ги кршат, палат и расфрлаат. До кога градскиот имот за кој се дадени народни пари ќе страдаат ваквите девијантни лица? Одговорот за ова треба да го дадат и комуналните редари и полицијата кои слабо казнуваат вакви вандализми. Одговор треба да дадат и родителите и училиштата оти правилното воспитување е нивна обврска. За 6 лица се бара одредување на притвор, а за 15 мерки на предпазливост, соопшти од Прилепскиот суд по вчерашната акција на финансиската полиција во болницата во овој град. Се бараат и санкции за уште неколку правни лица од Прилеп, Битола и од Скопје. Да подсетиме, вчера под сомнение за криминално работење на претходното раководство на болницата во Прилеп, полицијата уапси 20 лица. Меѓу приведените има и поранешни пратеници, директори и раководители, кои биле вклучени во дејствијата што полицијата ги истражува. Според информациите од обвинителството, овој предмет за наместени јавни набавки во износ од околу 800.000 евра се работело уште од април годинава. Во рамките на престојот во Лондон, премиерот Христијан Мицковски оствари средба со кралот Чарлс III. Мицковски информира дека средбата со кралот Чарлс III била искрена и содржајна. Разговаравме за пријателството помеѓу Македонија и Обединетото кралство, за стабилноста, развојот и заштитата на природата, области на кои кралот со години им посветува големо внимание. Оваа средба е признание и почит, но и поттик да продолжиме по патот на заедничките вредности, довербата и партнерството, објави Мицковски. Досега против сезонски грип во Македонија се вакцинирани над 8.000 граѓани, а за вакцинација чекаат уште 50.000 лица.
Вакцинацијата од минатата недела се спроведува на вкупно 35 пункта низ државата, од кои 5 се во Скопје. Како што соопшти од надлежното министерство, со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население. Во наредните денови, под влијание на јужно и на југозападно струење, времето ќе се стоплува и ќе имаме надпросечно високи температури за овој период од годината. Температурите во деновите, што се пред нас во некои делови на Македонија, ќе се искачат и до 20 степен. И во Скопје и околината времето ќе биде слично со дневна температура околу 20 степени. И покрај потоплото време можни се повремени врнежи како и засилен ветер. Српскиот председател Александар Вучич изјави дека парламентарните избори во 2026 година ќе бидат најважните во модерната историја на Србија, но не прецизираше кога ќе бидат распишани. Тој наведе дека изборот тогаш ќе биде помеѓу неутралност, независност и економски развој или враќање во минатото. Најави и голем собир во Нови Сад по годишнината од падот на бетонската настрешница, кога загинаа 16 лица. Во бугарското село Љуљаково, 25 годишен маж уби тројца членови на своето семејство и ја запали куќата. Неговиот 7-годишен брат, иако повреден, успеал да избега и да го пријави тројното убиство. Службите веднаш реагирале, го изгаснале пожарот, при што пронашле 3 јагленисани тела. Убиецот по неколку часовна потрага е уапсен. Во наредните 3 недели на плажата Зрќе во Новалија ќе бидат урнати 124 бесправно изградени објекти. Ова соопшти Државниот инспекторат на Хрватска. Од нив 119 се наоѓаат во камп, а 5 се угостителски објекти изградени без дозвола надвор од градежната зона. Инспекторатот соопшти дека отстранувањето ќе се врши на трошок на сопствениците. Акции за уривање на нелегални градби ќе има и во други делови од Хрватска. Од 2019 година досега во Хрватска се отстранети повеќе од 2300 нелегални градби. Најавената средба во Будимпешта помеѓу американскиот председател Доналд Трамп и рускиот Владимир Путин на тема војната во Украина е ставена во мирување, откако Трамп изјави дека не сака бескорисен состанок и дека го поддржува предлогот на Киев и европските лидери за замрзнување на конфликтот на постојната линија на фронтот. Од друга страна, рускиот министер Сергеј Лавров порача дека Русија бара долгорочен и одржлив мир и дека замрзнување на фронтот би било само привремено решение. Кремљ повторно инсистира на руски суверенитет на Донбас и демилитаризација на Украина. Европската Унија подготвува предлог за мировен план со цел запирање на војната во Украина. Документот вклучува итен прекин на судирите и безбедностни гаранции на Украина. Како дел од планот, Киев би добил и финансиска поддршка за обнова на земјата и забрзан пат кон членство во ЕУ. Санкциите против Русија постепено би се укинувале, но околу 300 милиарди долари замрзнати руски резерви би биле вратени дури откако Москва ќе се согласи да придонесе за обнова на Украина. Се уште не се фатени кратците кои во неделата ја посрамотија Франција, ограбувајќи го познатиот музеј Лувр. Полицијата трага по криминалната банда, а се вршат и проценки колку вреди стариот царски накид, кој го снема од витрините на музејот. Кураторот од Лувр ги проценил загубите на околу 88 милиони евра. Група од 4 кратци насилно влегува во галеријата Аполо во Лувр кратко по отварањето на музејот во неделата наутро, користејќи скали од дигалка за мебел на улицата подолу и побегнаа со 8 парчиња накид од времето на Наполеон. И покрај потпишаното примирие во појасот Газа, речиси секојдневно се појавуваат снимки од насилства и јавно погубување цивили. Јавноста е повторно шокирана од новите снимки кои прикажуваат припадници на Хамас како брутално тепаат и погубуваат палестински цивили. Израел го обвини Хамас за прекршување на прекинот на огнот и ја запре хуманитарната помош,
додека вчера американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека ќе го искорени Хамас доколку не го почитува потпишаното. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека средствата за проекти во сојузните држави под контрола на Демократската партија, кои се прекинати за време на актуелната блокада на владата, нема повторно да бидат исплатени. Многу работи кои сега се прекинати, како проектот во Њу Јорк вреден 20 милиарди долари, нема да бидат вратени. Мислам дека многу работи едноставно нема да се вратат, изјавил тој за време на ручекот со републиканските сенатори во Белата куќа. Најмалку 35 лица загинаа синоќа при експлозија на цистерна со гориво во Нигерија.